Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Фудбалската лоза Бабунски уште долго време ќе обстојува на фудбалските терени. Почетоците беа од Бобан Бабунски, познат наш фудбалер, интернационалец, репрезентативец на Македонија, а потоа неговите синови Давид и Дорјан продолжуваат на фудбалскиот терен и затоа реков дека лозата Бабунски уште долго време ќе обстојува. Тоа се млади фудбалери кои еве во овие години доаѓаат до полн израз и тие веќе ја почнаа својата меѓународна кариера. Не сега, туку од поодамна, а сега доаѓаат до израз оние нивни вистински квалитети. За Давид и Дорјан ќе стане збор во некоја следна емисија, а сега во емисијата за легендите, за една вистинска легенда, нивниот татко, Бобан Бабунски. Бобан беше фудбалер на Вардар, што би рекле дете на Вардар, и тоа од онаа генерација кога пред распадот Вардар играше, па би рекол, и една од позначајните улоги во првата лига на Југославија, а знаеме дека таа беше една од посилните лиги во Европа. Интересно е за Бобан дека како млад веќе се вклучи во сениорскиот тим и уште од тие години најави дека ќе има една убава, една богата фудбалска кариера. Па сега да не должам на почетокот, Бобан ќе ни каже каде беа неговите почетоци, дали и тој како неговиот добар другар Дарко Панчев почна Дарко на улиците таму и тротоарите во Кисела вода, потоа во училишните дворови. Да. А каде почна да ја шутка топката? Бобан Бабунски. Па сега како многу деца и како и Дарко и други во тој период почнавме на улица и првите почетоци се навистина на оној уличен фудбал каде што во мали форми се радувавме, игравме и ги учевме оние први вештини со фудбалската топка. Тоа беше првите почетоци беа во Ѓорче Петров, односно Југококта, сегашна Македонија, во пионерските, нели, во најмалите категории. Откако се инкорпориравме после оние покажани вештини што ги научивме на улица и во школските игри, нели. Ме интересира, еве, бидејќи ти од поодамна заплови во тренерските води, каква е разликата меѓу денешниве деца што доаѓаат во фудбалските училишта и тогаш вие што се вклучувавте директно во клубовите? Сакам да кажам, дали тој фудбал, играње на улица беше она што привлекуваше и практично што ви даваше основа потоа кога ќе дојдевте во клуб да ви е многу полесно. Друго е таму како деца трчате, финти, штосови, се натркувате кој што повеќе ќе покаже. Па таа разлика, еве, ти можеш да ни ја кажеш. Да, дефинитивно може да се види, може да се препознае техниката и талентот во оној период на многу деца кога имаше можност на вистина квалитетен фудбал да се види не само во првата лига, него и во другите генерации, во втора и во трета, во она републичка македонска лига. Навистина имаше играчи со голема вештина техничка и секако дека најмногу придонесуваше уличниот фудбал. Сега разликата е во тоа што можеби денеска веќе не се препознава тој уличен фудбал, меѓутоа во клубовите веќе се обидуваат сите да ги инкорпорираат и да ги пренесат оние игри кои што се играа на улица, меѓутоа сега во еден организиран модел каде што форма има, точно така. И тренери и се. Да. И тренерите се обидуваат тој уличен фудбал да го пренесат во младите категории, посебно дури и погоре, да биде нешто слично како што се играше тогаш. Добро, вака на почетокот, за да не испуштивме, направив една дигресија, се вратив за таа споредба уличен и овој фудбал. Да. И нормално сега уште од малечки децата доаѓаат во школите по фудбалските клубови, па има и приватни школи каде што она што го игравте вие на улица, тие го почнуваат тука поорганизирано. Ти кога помина во Вардар, бидејќи почетоците ти беа во Ѓорче Петров, а мора да кажеме дека
две населби во Скопје беа познати по фудбал Ѓорче Петров и Автокоманда. Автокоманда, најнапред Индустријалец, МИГ, па Скопје. Скопје еве сега е прволигаш, а и порано беше прва, втора лига. Нешто како Вардар во минатото, прва, втора лига, ама југословенска. А Ѓорче Петров традиционално имал клуб, ти си млад, не памтиш, не си бил роден, кај ќе памтиш, Рудар се викаш од Ѓорче Петров, потоа Југококта, па Македонија и така. Значи, почетоците ти беа таму. Дали може да се сетиш кога дојде на фудбалскиот терен во Ѓорче, кој беа тренери тогаш или пак тоа е веќе одамна? Иво Несторовски ми беше прв тренер, потоа и Пајсија и другите сега во младите категории на Македонија, порано што беа. Подосна се приклучив и на школата во Вардар, бидејќи тука ги поминав сите оние познати имиња тренерски од Златко Илиевски, Кире Дојчин, Сократ, Шулинчевски, Антон Дончевски, подосна Кочо Димитровски, Мето Спасовски, значи буквално сите легенди кои што подосна беа во Вардар партиципира во формирањето или во учењето на фудбалските вештини. Со кој тренер ти беше вака најлесно? Мислам, секој фудбалер може да каже, вика со Шули или со Мето ми беше супер, тренинзите не беа толку остри, па полесно минувавме и така. Некој сеќавање еве на нив сега е убав момент. Сите ми останаа во добро сеќавање и Ванчо Трпецки, секако не сите тие генерации научивме нешто од нив, навистина беа прекрасни личности, пред се педагози и едукатори кои што ние возможија да ја засакаме оваа игра. Секако Вардар беше навистина магија и привлечно за сите деца тогаш. Беше навистина најголем успех и желба на секој дете сон да стигне да игра во Вардар. Секако најмногу ја обележа моите почетоци Антон Дочевски, кој што ми овозможи во тие, да кажам, најтешки моменти кога од младенци преминуваш во професионален фудбал. Пресврт. Точно оној пресврт кој што е, сега гледам века од тренерски аспект дека е најважен, да се даде подршка на тие деца кои што влегуваат буквално во тие професионални води, од младенските категории до сениорите, значи од 18 до 22 или 23 години, кога најнеопходно е да се даде подршка за да се поддржи тој талент и да се искреира понатаму. Јас баш се сретнав со Дончо, дојден беше од Австралија и му кажав дека ќе снимам емисија со тебе. Вика, супер, од детен се го знам. Јас го земав, вика, во Вардар уште на млади, на 17 години, вика, во првиот тим уште тогаш забележав дека е талент. Па ајде сега кажи ми за тие први игри твои во Вардар, бидејќи Вардар тогаш веќе најавуваше напати на титулата, создаде една супер екипа, се засили предходно Коки Аврамовски, Панчев, Сашко Тодоровски од Вардаровата школа беа, нели? Тие пред тебе за игра, па тука беше Пепи Јоргиевски, па Тони Савевски, па Здравков, па Сетинов, па многу играчи од постарите, Кочо Димитровски и Јоре Јовановски, и сега е тој период кога Вардар е навистина солиден, кога има голем избор на играчи и кога е тешко да се влезе во првата екипа. Ти што помислуваше во тие моменти, бидејќи имаше една опасна конкуренција? Или си рече, одам до крај, па... Добро, во тој период обично претпоставаме сите деца сонуваат да си се реализираат индивидуално и да си ја осварат целта да бидат фудбалери. На некој начин и во тој период таа идеја не водеше за да продолжиме и да напредуваме. Секако треба да се напомене Вардаровата екипа во тој период кој што успеа да биде и шампион на Југославија, беше градена неколку години поназад, значи уште период на Вишневац кога беше и практично тој костур на тим почна да се создава уште во тој период. Меѓутоа во периодот кога тоа се реализира успешно беше Антон Дочевски, кој што успеа да направи навистина историски успех, би рекол. До тогаш невозможно во Југославија некоја помална екипа да освои освен големата четворка, така како Сараево или оваќе се. Меѓутоа навистина имаше феноменални играчи кои што подосна направија и интернационални кариери и сега важат за едни од најуспешните во историјата на македонскиот фудбал, како Дарко Панчев, Тони Савевски,
Канатларовски, Илија Најдовски и многу други, Миле Симовски, Спасевски и сите понатака да не ги набројувам. Тие дадоа допринос голем за тој период, би рекол златен период на Вардар, од кога почнува понатаму и успешната историја. Ти можеш да се сетиш кој ти беше дебитанскиот надпревар во првата сериорска екипа на Вардар? Инаку за Вардар имаш одиграно повеќе од 150 надпревари во тие 6 години, додека беше стандарден првотимец. Да, мислам дека првиот дебитански беше со Челик во Зеница и подосна постепено тогаш во тој период ни дава минутажа по малце, па еден надпревар, па едно полувреме или 15 минути и така полека почнувавме да созреваме. Да си, со првата екипа. Точно така, да. И со Челик, како беше тој надпревар? Добиен, загубен? Мислам дека 1-0 изгубевме на тој надпревар, меѓутоа... Ти тогаш влезе во игра? Да, влегов во игра второ полувреме, да. Второ полувреме, и што викаш, штом влегов сега, чекам нова шанса. И така некоја шанса подоцна што дојде, а ти си задоволен да си одиграл добро или цел надпревар, кој? Да, види, можам да кажам дека имав многу среќа затоа што дојдов во една многу добра генерација, веќе оформени играчи и личности, созреани како фудбалери, како личности кои што навистина го дава оној косурот на тимот, ја водеа играта и допринесоа да се направат тие големи резултати. И многу е подобро кога млад играч на тој начин ќе влезе во таква добра екипа и ќе го понесе и на некој начин ќе може да напредува побрзо. И ти од тие надпревари со таа екипа во таа прва лига на поранешна Југославија? Имаше доста надпревари, посебно надпреварите со големата четворка, затоа што тие беа на некој начин видени од цела Југославија и препознатливи, затоа што успеавме и во Скопје и на гостински терен секогаш да извлекуваме добри резултати, во Скопје ги победувавме и тие беа клучни надпревари кои што ни возможија подосна и да освоиме титулата. Некој надпревар од тие би одделил, можеш да се потсетиш со Партизан, Звезда, Да, со Партизан, со Звезда, тие беа специјални надпревари кога во Скопје на градски беше полни трибини, и навистина мотивацијата беше огромна, практично и немаше потреба што да се збори за тие надпревари. Може да се присетам на тие убави моменти кога навистина израдувавме и нашата публика и сите во Македонија, бидејќи Вардарот секогаш бил на некој начин како репутација на Македонија. И ти одигра добро за Вардар во тие години, тоа е периодот таму од 1986 до 1992. Потоа беше распадот, меѓутоа пред распадот ти беше забележан и од селекторите на националните репрезентации на Југославија, велам националните, затоа што имаше и тогаш, нели, младинска репрезентација, потоа млада до 21, па до 23 нешто аматерска, олимписка, така ја водепе, и сениорска репрезентација, па ти заигра и за тие селекции репрезентативни. Па ајде за тој период, колку надпревари може ли да се сетиш? Имаш за младата, за сениорската знам дека 2. Така. Па, навистина, имав среќа во тој период да бидам селектиран од стручните лица во Југославија и бев член на онаа позната чилијанска репрезентација, односно започнав уште во U17, U19 и некако живеевме со таа генерација, имаме многу и официјални, и пријателски надпревари за европско и светско првенство. Сите тие квалификациони утакмици бев дел од таа репрезентација и онака што ми остана во убаво сеќавање, тоа е финалето, играњето во финалето на европско првенство со Русија. До 21 година игравме со Русија и навистина беше голем мотив да се биде дел од таа репрезентација кој што не водеше за да се реализира подоцна сонот да излезе успешен фудбалер, нели? И тие се на некој начин феноменални работи за еден млад играч да биде со пострек од селектиран од репрезентациите и
каде што ќе може многу полесно да се развива после во клубскиот фудбал и понатака за кариерата. Стигнавте до финалето на европското, значи имаш вице шампионска европска титула за фудбалери до 21 година. Таа титула би се чини ја нема ниту еден друг фудбалер од Македонија да стигне толку далеку. Тогаш и системот на надпреварите беше поинаков. Објасни како изгледа, тогаш немаше групи. Да, тогаш бе нокаут надпревари, се влечеше жребка, нели, и после пројдено коло, после пројдено коло, повторно жребка и победникот секогаш идеше понатаму. Значи одигравме сигурно 6-7 надпревари за да доеме до финале. До финале. Во таа репрезентација некој вака од имињата да ни спомена. Па тоа се навистина светски имиња кои што направија феноменални кариери. Шукер, Мијатовиќ, Бокшич, Михајловиќ, Синиша, Просинечки, од вака од овие што се познатите Лековиќ, Бранеше, Брновиќ, Панадиќ, Петрич, исто, Ѓукиќ исто учествуваше во таа селекција малце посарама, беше со нас. Да, сето тоа е еден квалитет. Сите тие беа подоцна големи, ако е поединечен спорт би рекол шампиони. Тие беа шампиони во овој екипен спорт во фудбал. А и ти со нив не треба да заборавиме. Тој надпревар со русите како го доживеа, го одигра ти, тоа беа две средби. Да, две средби игравме, првата во Сараево, изгубивме 4-2 и 3-1 во Русија, значи навистина беше големо доживување, меѓутоа се формираше во тој период една навистина многу јака репрезентација и се даваше токму на таа селекција да направи нешто во подоснежните репрезентации и тоа беше репрезентација која што беше селектирана уште од 17 години практично и кулминацијата беше освојувањето на светското првенство во Чиле, кога истата репрезентација успеа тоа да го реализира. Ја бев дел од таа репрезентација, меѓутоа поради некои причини не присуствував таму. Значи, во секој случај, една шампионска репрезентација која што и подоцна и приватно, и индивидуално, и колективно направија навистина големи резултати. Тоа е за тој репрезентативен период со младата, за сениорската репрезентација веднаш потоа одигра две средби, кои беа тие? Да, со Шведска и со Бразил таму. Тоа беше интересно затоа што имаше многу добра комуникација со младата репрезентација и со А селекција. Веќе во младите, да кажам, генерации се правеше припреми и зимски и летни, каде што присуствува сите од А селекција и сите од млада. Така да се направи многу добра конекција меѓу двете селекции, кои што подоцна и се приклучува во А селекција. Ти сети се на некој момент од тие два надпревара со Бразил, како изгледаше, например, тој меч? Добро, со Бразил игравме во Сао Пауло и беше навистина интересно. Можам да се сетам на публиката и на фановите кои што навистина беа залудени од нашето присуство. Постојано не пратија и во хотел и на надпревар, навистина имаше многу публика. И Бразил као Бразил, нели, они се залудени за фудбал. Од тој надпревар играв речиси цел надпревар, играше и Бебето, и Ромарио, баш добро се сеќавам на тој надпревар, беше навистина големо доживување, беше пријателска средба, али сепак да игра со такви звезди во тој период на млади години. Како беше чувството? Да. Во земјата на фудбалот. Да. Во земјата на Пеле, на Гаринча, на Диди, да. на Вава. Да, навистина имавме голем респект, Југославија имаше респект во тој период и ние го доживавме феноменално, меѓутоа бевме сконцентрирани на она што треба на терен да го дадеме, така да беше убаво доживување. Резултатот се сеќаваш? Мислам дека изгубивме 3-2. 3-2. Добар резултат е. 2 гола на Бразил, тамо не е мала работа. Тоа беше репрезентативната кариера твоја.
во поранешна Југославија, ти своите вистински квалитети ги покажуваш и оној подем во фудбалот го имаш во периодот пред распадот, потоа доаѓа распадот, па транзицијата и ова, меѓутоа до 1992 година твојата клубска кариера беше врзана со Вардар. Играше за Вардар стандардно, тука беа и Марковски, Спасевски, во онаа генерација позната Вардарова. Потоа доаѓа распадот и каде се наоѓаш ти во тие моменти? Сите беа во една дилема, се наоѓаат на една крстосница, не само ти, туку сите фудбалери од поранешната држава. Да. Ти што одлучуваш во тој момент? Добро, навистина беше тоа удар за нас. Не очекувавме дека за една година или две ќе се направи таква промена. Она успешна генерација која што беше Саевски, Дарко, веќе Чеде Јаневски отиде во странство и остана на некој начин на нас младите да го продолжиме она што они го покажаа како почетен пат за успешна серија. И бевме носители на играта во следните години, меѓутоа се случи тоа што се случи. После распадов една година или две бевме во дилема што да правиме понатаму, дали да продолжиме да играме во Југославија, дали да ги прифатиме оние повици кои што ги имавме од големата четворка. Неколку од нас има покани да игра таму, меѓутоа одлучивме поради случувањата надвор од фудбалот да одиграме уште една или две години во Вардар и потоа да си го бараме патот надвор во некоја подобра лига и во некој подобар клуб кој што ќе возможи. Да, првото моје заминување во Бугарија, во ЦСКА Софија, во моментот кога Стоичков иде во Барселона. ЦСКА во тој момент беше амбициозна. ЦСКА и Левски се двата најпопуларни клубови во Бугарија, нема дилема. Да. И ти одиш во тој период по распадот на Југославија во ЦСКА и тогаш имаш и други наши фудбалери што мина ни ЦСКА, па и Ѓоко Хаџиевски беше таму. Точно. После 6 месеци доаѓа Ѓоко Хаџиевски, Лјупчо Марковски и Саша Чирич и бевме на некој начин заедно во тој клуб. Имавме успешни настапи и тоа е на некој начин почеток на интернационалната кариера. Бевте Македонија во мало таму. Македонија во мало, да. Шефот на сручиот штаб, главниот од Македонија. Така е. Ѓоко Хаџиевски. За тие моменти во Бугарија некој надпревари вака со Левски, дали одигра некој надпревар? Тие да, ги одигравме дерби. Да, доста дерби надпревари со Левски посебно. Имавме и победи и порази. ЦСКА како и Вардар овде и како и големата четворка беше клуб со големи амбиции, каде што се бараше секој надпревар да се победува, да се освојат титули и да биде секогаш во врвот. Ние успеавме да го освоиме купот, бевме втори во тој период, меѓутоа оставивме добар впечаток според мене и според она што луѓето таму го зборуваат, исто така и Ѓоко Хаџиевски, и Лјупчо Марковски, и Саша Чирич. Имавме респект со она што го дававме за клубот. Мислам дека не почитува, оставивме добар почеток, оставивме врата за подосна некои други наши кои што настапуваат таму. Ти остана во Софија колку? 2 години во ЦСКА? 1,5 година и потоа замена во Шпанија. Во Шпанија одиш во Леида, Лерида ја викавме, ама Леида. Да, Леида е сега, да. Да, и? Во Леида бев 2 години. Исто така клубот имаше амбиции да се врати веднаш во прва лига со еден познат тренер Мане во тој период, кој што беше доста успешен и целта за да се врати веднаш во лига не ја реализиравме, иако игравме плейоф, меѓутоа исто така и амбициите таму беа шампионски, да кажеме, како овде некогаш Вардар кога влегуваше и излегуваше во прва лига, секогаш со амбиција да иде нагоре. Во примера да иде. Во примера, да. И се случи ли тоа? Не се случи за тие 2 години, потоа од таму ја променив дестинацијата, отидов за Јапан.